Ај, кој го скинал тоа? Тија. Скинала Ева? Чекај да тоа плаке мене. Пуа. Опа, кажи. Пуа. Од книгата тоа со Снежкото. Ова е Снежко? А да го читаме ова сакаш татичко со Снежкото, ама ти си го скинала. Пуа. Добро, чекај ова тука ќе го ставиме. А да видиме друга некоја приказка. Нека тука нека стои да тоа после тоа ќе го залепиме. Чекај да видиме тука што има. Која е таа приказна? Грдото пајче. Да ја читаме тато? Да или не? Види таму некои чичковци и тетки дечиња те гледаат. Мавни, чао деца. Кажи чао деца. Там. Чао деца. Ајде, читаме. Грдото пајче. Види крставички. Беше топло лето, исполнето со мирисот на жегата, кога меѓу трските во езерцето на фармата една патка несеше јајца. Едва и чекам да дојде денот кога ќе се испилат моите 6 пајчиња. По некое време лушпите на јајцата почнаа да напукнуваат и 5 сладки мали главчиња ѕиркаа од јајцата. Патката мајка беше пресреќна. Но чекај малце, едно пајче не достига. Каде се? Еве има тука неколку, ама ова е затворено уште. Најголемото јајце во гнездото уште не се беше испилило. Мајката патка го одложи слагието и стрпливо се врати да го квачи задоснетото пајче. Кога големото јајце конечно се испили, од него излезе едно големо и многу грдо пајче. Па тоа е за тебе, тато Деручка, тоа се пајчиња. Но мајката патка го сакаше исто колку и другите пајчиња. Грд или пак со лице убаво и чисто, за мене тоа е исто. Ајде да пливаме во водена возбуда, да почне забавата најлуда. Следејќи ја нивната мајка, едно по едно пајчињата скокаа од водата и почнаа весело да плискаат во неа. Ова ви се тетките, им рече мајката патка. Скинато е, да. Покажувајќи кон групата патки кои посматраа оддалеку. Квак, квак. Љубезно заквакаа пајчињата поздравувајќи ги. Ете ги. Зарем не е грдо на последното, рече една од патките. Каква дрскост да го изнесе и да го покажува наоколу. Тоа пајче е срам за нашиот вид, се надоврзаа другите патки. Мајката патка веднаш доплива до незиното грдо пајче и го погали нежно со незиниот клуб. Другите што зборуваат, не вреди. Убавината минува и мирно не седи. Радувај се зашто добро пливаш и си силен на изглед, не троши време и биди си смирен. Меѓутоа, подбивањето од животните на фармата продолжуваа се додека еден ден грдото пајче не можејќи повеќе да ги поднесува. Избега од фармата. По долго талкање, тој најде една баричка во која живееа неколку диви патки, кои топло го пречекаа. Што се случува? Ги праша пајчето, која слушнаа вознемирувачки крици кои одвекнуваа од небото. Ловџиите пукаат, му одговорија. О, не! Не може да остане на толку опасно место. Веднаш штом запреа пукотниците, грдото пајче го продолжи своето патување и стигна до една колипка во која живее една старица со една мачка и една кокошка. Старицата обожаваше да јаде паткини јајца, затоа љубезно го прими пајчето. Надевајќи се дека тоа ќе снесе јајца. Меѓутоа поминаа неколку недели, а тоа не снесе ниту едно единствено јајце. Мачката и кокошката почнаа да го прекокруваат, велејќи му: не си личен, ниту пак јајца не несеш. За тебе тука место нема, ти треба да се заминеш. И така пајчето свати дека и таму нема место за него и си замина. Ручка ева?
Дојде есента, а со неа дојдоа и првите мразови. Едно утро, грдото пајче здогледа величествено јато лебеди како летаа кон потопли краишта и си помисли: колку би било убаво и јас да можев да одлетам со нив. Дојде и зимата, а грдото пајче се уште беше само и без дом. Тоа ги минуваше се пократките денови пливајки во една баричка која стануваше се постудена и постудена. По некое време баричката замрзната, а и самото пајче за малку ќе станеше мразулец. За среќа еден фармер се сожали и го зеде во својот дом. Очичкото го зима пајчето. Кај ќе го носи сега да видиме? Пролета дојде, а пајчето кое израсна здраво и силно, благодарение на грижата на фарменот, го почувствува повикот на дивината и се збогуваше со неговиот добротвор. Бидејќи неговите крилја сега беа поголеми и силни, тоа леташе долго време пред да слетат да се одмори покрај едно езеро кое плива елегантни бели лебеди. Наведнувајќи се да се напие вода, грдото пајче го виде својот одраз во езерото и наместо грдо сиво пајче виде убав бел лебед. Ево види го. Во меѓувреме лебедите му придоа, љубезно му се представија и го поканија да им се придружи. Во исто време неколку деца покажуваа кон него од брегот и гласно се воодушевуваа на неговата убавина и елеганција. Грдото пајче, сега и лебед, блескаше од среќа и од тогаш веќе никогаш не беше сам. Не сум пајче, туку лебед бел, не сум сам ниту грд, со пријатели мои ќе летам низ светот цел. Браво! Кажи браво, тато. Убаво читаше, тато. Ајде, кажи тамо чао и се гледаме утре. Прати полјупче. Чао, дечки. Утре нова приказна. Над Андерсен.